камера сега јас да кажам. Водам научи кај луѓе кои не се успешни, кои не знаат да го живеат животот. Така е. И кога Господ те чува, сите врати се отворени и кога си добар човек се е лесно. Ставам ли слика на Инстаграм, знам дека утре дента нешто обавезно ќе ми се случи. Кариерата не е баш она вистинска вредност. Чекај. Секој може да биде добар љубовник, не мора да е артист или уметник. Све реди, од чорапи, од мајци. Целата естрада во Србија и Македонија нема хумор како што го има таа. Знам да земам микрофон, ама реално не ме бива. Се лави. Што повеќе се фокусираш додека водиш љубов, може да бидеш подобар. Тивка вода брег рони. Точно, ама за љубов некогаш можеш и животот да го дадеш, а за кариера да го даваш животот, мислам дека тоа не. Ајде им че посовуваме. Ајде, Маја, ајде. Здраво, драги гледаци, денес во нашата омилена емисија имаме тројца неверојатни гости. Добро вечер, драги мои и од мене. Точно така, Емче, морам да ти кажам уште на почеток дека на вистина многу убаво изгледаш. Фала многу, Иванче, моја и ти си Сега многу знам убава. дека ова го кажа само за да се почувствувам убаво, така? Се шалам секако. Драги мои, мојата колешка Емче ви кажа дека тројца гости чекаат за да го направат расположението во нашето студио уште поразгорено од тоа што е. Така што јас нема да должам многу, туку ќе ги најавам нашите гости. Почнуваме од дамата, од единствената дама покрај нас две тука, која што мами воздишки како кај мажи, така и кај жени. И ве молам со еден огромен аплауз да ја поздравиме Маја Глигоровска. Добро вечер. вечер. Благодарам на... Ти си дојде Од Маја навикната во студио. прекрасно изгледаш, Маја. Благодарам, одлично си прекрасно изгледате стилизирана. двете, како и секогаш, и се надевам ќе има многу интересна емисија. Бирај си место прва, дојде Дамите кој прв бира, доаѓа, тој така. бира, така е. Сега продолжуваме со нашиот втор гостин, односно со дечкото кој што гледа светлина таму каде што некој друг не би приметил дека воопшто постои нешто. Или светскиот наш, или најпознатиот фотограф, или најбараниот фотограф во Македонија, Бет Стефилис Стефан Соколовски. Вау, каква најава! Браво. Thank you so much. Ајде. Како сте? Добро те најавивме, а? Ама не се вртите Пос- толку со грб, Hello, мислам. hello. Ти барем знаеш, мислам фотограф со грб со сврт. Знам, сакаше да го изрекламираш ова Сакам да помогнам на седам фана место. Ајде, Да фатам фати позиција место, добра. фати место. Не, он сака да се пофали дека целиот е во Така Филип е, Лейн, така е. нели? Муа. Дека Најача фирмите на што правам? И третиот наш гостин секако дека намерно го оставив за крај затоа што крајот го краси делото понашки кажано или човекот кој што ќе направи атмосферата во ова студио да биде уште пораспеана, уште поенергична, уште подинамична или нашиот македонски музички изведувач Александар Тарабунов. Добро вечер, дами. Ама викам како да сме глуми. Како сте добри? Како сте ти, дали си добар? Одличен. Ајде. Ама како си одговарате сите некако кожно, црно, во боите во тон сме сите. Па добро, Повели. добри бои сме одбрале. Добри бои, Да, па да. бога ми со црно не може да се погреши како и да е. Сега вако убаво си седнавме, убаво си се наместивме. Прво да ве прашам дали вие сте расположени денес за моите луди прашања? зависи до колку се луди. Па, why not? Нели? А видиш што е добро, ни се соочила, ние ни гледаме кај гледаат. Јас сум заради него. Они се тука за да Така се Да, говорим. Минути вака ќе се име, после ќе ги извадиме. Да. Ти кажам јас кога. Ајде, договорено. сакаат да плефираат, јас мислам Да, дека да, заради да, тоа Много така се е. сетна во студио сега, нема за што да правам. Да, не, Филип Мене- Лейн сам се, не може тоа се. Да, јас и кога влезе, Да, викам ама- со грбот, ја викам дури добро ќе мислев прочитаме, и- ќе заедно станеш не се се дојдеме секире. на Почело е, почело е. Почело е, идемо јако. Кажете ми, една работа што ве расположи, ве насмеа денес, од Сабајле. Денес. Што прво ви паѓа на памет? Не размислувајте многу. Стеф, Пред 5 минути маја кога се сопна за малку од кабливе. Да, и пред 2 минути кога и падна таквото. Што се фативте за мене? па си ги расположила. Ама кажа од Посебно Сабајле вие за нас. 15 часот, да. значи од 6 наутро до Аха. 15. Тоа е умешност да ги насме. 19:30, И извини, за се те секој поправа, поправам. тачно. Да, 19. Да го врат. Поправам. Не се гри, нека тера. Мене ме насмеа Бет Стеф. Што се насмеа? Да кажам. Кажи, Не да ме кажи. види се. Му светеше челото така. како... А како- затоа тој дојде. Така. И викам, ај оди во шминкерна, да не бидеш како лампион. Јас викам Стеф, оди викам сега во студио, таму ќе треба да почнувам малку се спремам. Не, чекај, гледам. Мора малку тачат. Па добро, па добро.
Ама Сега тоа носка да може да ми каже, така нели? Ние сме голема поддршка и на вистина многу ми е мило што Тоа е сум тоа. во негово со негово емисија затоа што еден е и единствен. тоа си е Такоđe. професионално, така што да. Сум во Тоа. неговата бранша, ти во твојата, да не се разбереме, Така тука да, нема така е. дискриминација. Да, да. Нема муавет. Маја, ти се допадне ли најавата што ја кажав за тебе? Како е да бидеш жена која што мами воздишки кај сите? Ми се допадна најавата, но Стев подобро го најави. Леле ме зезаш. Не, Маја си е секогаш така, Да. мене ми е веќе научена, Да, така што да, јас да, сега да, сум- да, да. сега сум окей. Точно, точно. Не за другото повеќе ги се допаѓа, знам. Да, еве ќе го Сега сум отворам. окей. Значи, види, убавината е на вистина благослов и голема одговорност, но сметам дека вистинската вредност на жената не доаѓа од тоа како изгледа, него тоа колку има во неј за искреност, добрина и каков човек. Добро, тоа е апсолутно така, јас Па не и ако кажав, си но... добар внатрешно, ќе Да, ќе изгледаш и излегува ќе таа зрачиш. надворешна убавина. А мене ми беше нешто друго. Вака сега, пример, се плашиш ли од очи, од уроци? Суеверна ли си? Не се плашам, но верувам дека постојат различни енергии. И затоа претежно се дружам, бирам со луѓето кои што се дружам, со оние попозитивните луѓе, а ги дистанцирам тие што имаат некоја енергија која што не ми одговара на мене. Добро, ама еве ќе ставиш пример некоја слика на социјални мрежи, таму нема дали бираш или не бираш, таму се Одма има. нешто ми се случува. И па тоа го Неколку зборам. пати ставам ли слика на Инстаграм, знам дека утре дента нешто обавезно ќе ми се случи. Дури никогаш мирот повеќе си го осеќам кога не ставам толку слики на социјални мрежи, а нели потребно не е, но не за џабе викаме дека животот не е Инстаграм. Така е. Ама тоа е. Стеф, јас верувам дека ти не се плашиш од уроци. Стеф, не. Пушташ сликички така убави, ама знаеш како им будиш? Уметнички. Да, будиш во очи на луѓе. Вака па кога го тоа на- гледат, Знаеш кој како, знае што волам се научи си- луѓе кои не се успешни, кои не знаат да го живеат животот. Така е. И кога Господ те чува, сите да си отворени и кога си добар човек се е лесно. Да. Така да јас сум со таа мисла. Чекај, ова ќе го успори се малце. Не, види. Не, ама он така се Може малку изборува. треба. Стеф, тебе многу ретко може тука да те видиме во Македонија, така што заради тоа тебе изгледа уроците или очите не те фаќаат. Надалеку викаат не стига. Не може да Преку фатат. океански, Не може да да. Знаеш што ми текна друго? Се сеќавам дека на самиот почеток на нашата емисија јас и ти разговаравме ти да бидеш дел од Стар Шоу. Дали се сеќаваш? Така, секако па и најавната шпица што ја правевме со Жижалкиве, Да. уствари ја правевме нели заедно, да. Да, за првата најавна шпица. Да. А Ивана е поканет да бидам дел од емисијата. Но поради многу чести патувања не Зар ти успеав често да патуваш? не успеав да искоментирам како да биде тоа. Јас само ќе видам на Инстаграм од тогаш до тогаш, му прашам, а кога си во Скопје? Кога нема во Скопје, не доаѓа, не се појавува. Не, тоа беше тогаш разговор за да прави пример некои ексклузивни интервјуа, некои кои што се надвор од Македонија се сеќавам, но имаше нешто тука држне да и не направивме. Никога ще се знае, може би ќе го оствариме. Who knows? Живот во Може би куфер, кажи понатака. ми, како е? Живот во куфер пред се многу интересен, но многу динамичен и понекогаш знае да биде премногу интензивен, но сега за сега се уште го менаџираме. Го менаџираш добро? Може еден пример да го... Ајде. Бидејќи заедно бевме, одиме на Филип Лей на ревијата. Тоа беше нешто светско, значи нешто невидено. И не друго ми беше муаветот, влегуваме во апартманот и Стеф на масата кај што се јаде. Вади, све реди, од чорапи, од мајци, и ја вака гледам, викам, Стеф, шо правиш? Не, мачко моја, не, знаеш како? да си помртнала Они двете нешто. се огромни куфери со се во... Ја вака гледам, ама Ивана, цела маса, нема простор, значи ништо да ставиш. Не, работа беше што мора секој ден да имам исполнирани аутфити. Така е, И ти мора да си им бидат за на видливо место, за да си ги координирам О, кој ден на што. ние не. А они хаос. И сега ја не сум навиден на хаос. Не. А они натаму направија онака бомба. Не направи, не А ти само организиран си Не, беше. Иванче, Така, он е. ни остави простор да направиме бомба, него се што беше рамно, беше исполнето. Шанкот со очилата, масата за јадење со Кај ти облека. тече цела ревија направи. Ја вака Ревија. стоја, викам, значи, нема каде кафе од Сабања да се Јас напиеш. го разбирам тоа затоа што и јас Кај ти така те пример кажи каде и се. да отидам се Јако, да. распакувам цело време. Тара, ти би можел ли да го поднесеш притисокот од тоа да живееш живот во куфер, затоа што не е едноставно.
Јас не се распакувам, искрено. Каде и да одам? Најлабо. Имаш еден Да. спремен. Голем куфер, се ми е во куфер, све ми е здиплено, направено и само си вадам. Ама не, прашањето не ми беше дали се распакуваш или не се распакуваш, туку дали би можел да живееш ете така како што живее тој. Па не, Постојано искрено. на пат, во хаос, Искрено, сепак тие се. Сакам да патувам, да, ама постојано, цело време така да сум, не. Зашто Ама јас Иванче, сакам он да- ужива у тоа. Јас сум била, он од 2 чека да оди. Он ужива, он го Ја не чека можам да сум тука, моментот. искрено. Да. Он не може тука, ти не си го видела кога одиме негде. Он ужива у тој момент, ваму, значи тоа е тоа. Ако Треба да тоа е го убаво, сакаш, тоа е убаво, да. си. Не, не, тоа е тоа Добро е ако да се не го- шета, ама постојано да одам негде не може. Затоа што така немаш мир. Така Не, имаш да. постојано Нема мир кога сум тука, веруј ми. Он не може да седи на едно место, гледаш. Не мир кога сум мирот тука, кога не му се е случува кога- ништо. Знаеш, ти фали одредени луѓе од Милано, ти фали одредени луѓе од Париз, ти фали ред карпет, ти фали Њујорк, едноставно тука во Скопје го нема Ние тоа. рок Ние не сме звезда, присутни. Тоа во Скопје го нема тоа, така да зависи како го гледаш. Добро, готово, јас не го гледам, затоа прашувам. Не сум го видела до сега. Можеби некогаш во животот. Ја, Не ми прилики дал сигурен Господ висина за да бидам манекенка да шетам по пистите, ама еве за ти водителка имаш- не Ти сум документираш, лоша како и да ти ги е. документираш пистиве или бекстејдж ке правиш интервју? Па така, Ти имаш може. многу други квалитети, така да. Благодарам многу. Тара, тука ќе се свртам и кон тебе. Ми текнува дека лани, од прилика истиот период направивме на преубава емисија, на роденденска Да, да, да. емисија. Значи ние сега ако славиме 2 Тогаш години, кој бев со Александра Јанева? да, мислам, со Јанева, како беше распеана, тогаш имавме концерт уствари. За нашата емисија имавме Да, концерт мини од вас, концерт направивме. двајца. Па добро, супер пејач и Александра Јанева и така, спонтано. Не, Не ни пробувавме ништо. ние лани, пример, ако сме издржале 1 година цела со работа, со се, ти во таа цела година си работел, си се трудел, си правел, па и ти се пушти на макс со правење на проекти реално. Па да, таков ми е периодот. Инспирацијата е плафон, искрено. И работам постојано и не го осеќам како работа. Туку ми е секојдневие, како него што му е секојдневие да шета, тебе секојдневие, тие Облека, Каква шминка. облека, мине Знам секој днев, дека добро и- утро, јас сум наставник. Она е наставник. Знам. Мине секој дневието ми е образованието. А По потоа облека и шминка кажав, мислам потоа- облечени во да Е, тоа е тоа соствен на дел од оваа настава. жена. Да, тие Тоа како- Александра. како лајфстайл. Соствен дел од оваа жена, Мене ми е да. веќе лајфстайл да направам нова песна во текот на денот. Секој ден правиш? Да, па скоро секој ден, да. Навистина? Да. О, браво. И се што и вика, додека имаш, зашто не знаеш до кога ќе имаш инспирација, се што ќе ти Додека трае, дојде, некој треба да сними тече. го, направи го, па ќе го доработиш. Да, Мислам, браво. ќе му дојде времето. И А имаш да твое студио? Да. Ја како твое? Ако Да, маја, јас домашно можам да студио. да закажам Да. прашање. Мајоска стана водителка. Да, Ама обожава да Ама не ме водите. интересира, не имаш твое студио? Студиото ми е во дневна, Во дневна. да, и постојано можам да си А сам живееш? Да. И што правиш? Стануваш од се вале кафе, пушташ. Па така, кафе, чија, нешто ќе си направам, како сам цедени живееш? сокови. Па еве, гледаш Иванче, ја ти помагам како водител. Па нели со женската живееш? Па добро, тоа е минато веќе. Си немам раскинал. Ајде, Гледаш ајде сега, дај друго нешто, Ивана, ајде не поврзо ми се прашањата, спори. ајде. За вас двајца знам дека и ти и Маја сега кажа дека сте соработувале со Филип Лейн и јас сакам тука да споменам само како се стига ето до таму? Треба некој да ве предложи, треба некој да како стигнавте до таму? Филип е мој соработник веќе 4 години и конкретно за таа забава во надзор на обала во Кан. Ми кажа слободно да поканам некој од моје друштво и сега кога ги избрав Маја и Наташа како мои пријателки кои ќе ми прават дружба на самиот настан. Долго? Преуго, да, не. Еве Маја ќе каже повеќе, сега не знам. Не, најпрви на како го пречека и на вистина таму се двоеше од сите, затоа што се види дека многу долго време соработува со нив, не запозна лично со Филип Лейн, со неговата сопруга, со децата, со бившата сопруга. Имаше доста убав круг на луѓе таму, доста познати лица, бизнисмени, манекенки, значи на вистина беше едно искуство што секој би сакал да присуствува на такво нешто, а уште подобро беше тоа што утре дента имаше договорено Стеф да сликаме со една позната креаторка, што е креаторка на Бионсе и Morpheum Fashion, сликавме заедно со Наташа и на вистина едно многу убаво искуство и што на уште поубаво место, во Монте Карло сликавме и нема нешто поубаво тоа. Не се ни сомневам дека би било убаво, но покрај сите тие луѓе, јас тебе те гледам дека често си во таа висока елита, во круговите. Сакам да те прашам, дали тие луѓе
се понормални од обичните луѓе или обратно? И да се надоврзам. И како ги доживуваш нив? Може. Браво, мај. Прашање на подпрашање. Да. Не би кажал дека многу се делат од нормалните луѓе. Мислам, нели се е дефиниција на релативност, кој како го гледа, како го дефинира нормалното. Не, прашањето ми е дали се нормални? Повеќе од генерално обичните се, луѓе. но имаат многу повеќе барања кои се многу поспецифични. Например, на обичниот човек стандардот му е еден, на нив ги е стандардов и целта многу повисока и имаат многу повеќе критериуми кои впуштаат во нивна околина, со кои се дружат, како се однесуваат, што имаат во нивна околина од смисла телевизија, не знам, буквално се. Така да се нормални, но имаат многу по-издефинирани филтри како го живеат својот живот. Маја, ти истото го мислиш, ти го одговори прашањето? Како Да. ги доживува? Да, добро ги доживувам. Се познаваш исто и со, ајде, кога почнавме веќе, ајде тука да отстапам малку простор кај Стеф, затоа што треба да ни замине порано. После тоа јас ќе си продолжам заедно со Александар и со Thank you so Маја. much. Што да правам, морам некогаш да се прилагодувам според барањата и на нашите гости. Живееш со Ана Николич, си бил неколку пати кај неј за дома. Кажи ми пример, каква е Ана за пријателка, но сега те прашувам да ми кажеш искрено, затоа што таа во последно време не се дружи скоро па со никој. Нема ни другари, ни пријателки, ни соработници. Тоа го одговара прашањето на Маја што работи претходно, како јас се вклопувам со сите тие селебрити. Јас пред се у многу емисии, во многу интервјуам кажам дека повеќе сум психолог и хирург, отколку фотограф. Така да тоа е моето мешност, бидејќи сите луѓе ги гледам како индивидуи и тоа што точно бараат во пријателство и во професионализам. Така да Ана, со неја сликаме сега наредна недела во Белград, една кампања за една клиника за Баш за хирургија, мислам, за онака, нели? Не таква клиника. Салон за убавина, така треба да го кажам, Ај, па да. добро. И за Така тоа да, е сега. Ана е еден лик кој е навистина незаменлив и можем да кажем дека целата естрада во Србија и Македонија нема хумор како што го има таа. Така? Се гледа, Да. да. Па добро. Тоа потврдувам. Да, да. Друго? Секогаш е весело, секогаш ако е- имаш да Ај, кажеш. ме интересира, дали си ја гледа ќерката? Да, таа е секогаш со нас на снимањата и е многу сладка и многу Навистина. добар микс од Раста и од Ана. Ги има добиено сите гени, добри од двете Браво. страни. Значи, браво. Маја, кажи ми ти, дали е лесно да се биде жена во денешно време? Апсолутно да, но знаеш, жената има голема одговорност и носи многу улоги во себе. И треба да има голем баланс и способност да ги износи сите тие улоги, да се снајде во животот, а сепак да биде своја на некој начин. Добро, да, апсолутно. Вие двајца што мислите, еве пример тука? На кој им е полесно во животот? На мажите или на жените? Ама бидете сега тука искрени. На мажите ми е полесно, јас Да, мислам, 100 пати. жените Ја да би многу бил жена, да работи. треба да се свирам фениран, пилам и се чудам, никогаш не би презивел Не само веруј ми. тоа, они раѓаат деца, постојано се Види, повеќе со и деца. мажите и жените треба да се стремиме да сме еднакви во општеството, за да биде општеството Така е. уште Немој со подобро. тоа еднакво, те Дали- молам, Ама веќе чекај да да не се се потенцира тоа еднаквото, јас го забранувам кај мене Да? во емисија да се кажува дека мажите и жените треба да се еднакви. Како еднакви? Не сме еднакви. Мажот е маж, жената е жена. Точно, мажот има една функција, жената има друга функција во општеството. Точно. Меѓутоа, На мажите мажот не е им е тој лесно, што ја ама носи на жените одговорноста мислам, во точно. општеството. Сега, реални да Да, сме, и- тоа е реалност. Секој Но полс и има своја жената убавина. има други квалитети и вредности кои што треба да ги Да. износи. Така да за тоа зборував, не за еднаквост. Добро, Буквално ти ме спаси, ме свати Иванче одма. Морав да те сватам така затоа што мене ме нападна во коментари заради таа еднаквост помеѓу маж и жена. Ја никогаш не сум се согласила дека ние сме еднакви, па затоа сакам ама не, не си го се кажам мисли тоа. на таква еднаквост, него дека секој си носи свој функции во животот и одговорности во општеството. Ме интересира вака да ми кажеш како мајка, како самохран родител, која е тежината, пример, да се воспита правилно еден адолесцент, затоа што ти имаш реално голем син. Најголемата улога на една мајка е да биде добар родител, пред се да биде воспитувач и да знае што сака тоа дете, значи од една страна да е пријател, од друга страна да е воспитувач. Значи денешните генерации, денешните деца за жал не е како во поранешно време, многу се
изменија работите и вредностите и многу барањата им се, односно TikTokот ги измести границите. Како и да е, јас можам да кажам дека Маја е прекрасна мајка, одличен едукатор, одличен пример како учителка, изгледа прекрасно. Нели секој би посакал ваква мајка, на вакви години да изгледа со ваква фигура, со ваков изглед и за таква едукација. Ти благодарам. Но Така навистина треба да се фокусираме трпение. на доброто. Да, треба трпение, Апсолутно треба така. разговор, треба многу вложување и му посакувам секој да го осети тоа. Дали овие двајца момци сакаат да се остварат во улога на татко во блиска иднина? Па јас сигурно ќе се остварам, затоа сум сигурен, не знам. Да, сега какви јас би сакал, планови? но би сакал после 35 години, до тоа што сум фокусиран на мојата кариера и би сакал да остварам многу цели кои ги имам поставено, така да после 35 би сакал секако. Ова го кажуваш како желба или веќе има нешто Како желба, да. добро? Али како и кажат, пази што ќе наумиш, зашто може да ти се оствари. Пази што посакуваш, така е. Мислите ли дека децата понекогаш може да бидат пречка во самата кариера? Еве сега ти го спомна тоа. Па се што од Господ дадено не може да биде приличка нормално, но може да те успори многу во твоите амбиции. Да. Многу знам. Краток, јасен, Десен- директен, концизен, нема... многу убав. Да. Зависи Право. колку ти го сакаш тоа што го работиш и со каква страст го работиш, така да има многу успешни луѓе кои што имаат повеќе и од 3 деца, па се оствариле максимално во нивната работа, така да мислам дека Па и зависи од децата тоа не се како- проблем, поготово порано било многу потешко, сега е многу полесно. Јас почнав од тоа дека сум бил сведок на многу моделки кои градале светска кариера како супермодели и кога во моментот кога станале мајки, сета работа им стивнала. Така да, како што кажа Александар, значи не мора да значи, но општо кажано е тоа правилото. Да, ама види Андријана Лима со 3 деца. И пак се врати, па добро. Ама и добро, тоа треба изгледа. период, треба период. Треба убаво период, кажува. меѓутоа Си зависи, да. Да. се зависи од Стефан, колку љубовта. ти трпи љубовниот живот заради кариерата? Па, генерално не сум дозволен многу да трпи. Ја Дури го никогаш не улепшува. знам. Да. Дури го лепшава Кога животот. ти ќе ми го кажеш љубовен живот, Кога никогаш ќе не дојде сум- правото време за тоа. Ама, не имаше, преферирам- Може не, слободно, имаше јас- една скриена врска од Мајами, Да, има ама не нека ја тајна веза? Јас не преферирам Да, да кажам ништо за мојот љубовен живот, бидејќи не е нешто што мислам дека треба да се потенцира. Во моментот кога тоа треба да биде официјално, мислам дека сите јавност ќе знае. А постои за тебе вистинска жена? Па се уште ја нема запознаено. Продолжи, Маја, продолжи, ми се допаѓа А, текот на да, да. настаните. Слободно, Земете си продолжи, ја Маја. Маја, Кои нека. квалитети ти кај неа би ги одбор? Пред се амбиција, дисциплина и лајфстайл. А ти? Па нешто Постои за слично, тебе вистинска жена? нешто слично да може Совршена, да не ти вистинска, парира, да може. совршена. Има Па совршена. нема совршена според мене. Никој не е Никој совршен, не е сите совршен. може, значи во јавност едно да бидат, дома се сите различни според мене. Да. Така да треба да ти биде партнер баш она Да. Треба жената- партнерот да ти даде мир пред секој. Ќе се точно и добие мирот, и да бидеш ти да не се потрудиш ти никогаш да бидеш поразличен. нешто што не си. Не си, точно. Зошто треба цел живот да бидете заедно и да едноставно треба да си вајбате заедно, да си бидете тука негде со истомисленици. Да ги се мени. Маја, дали имаш уште прашање? Прашањата на вас ги Маја, слободно. Ама така Дај ги ми личијата. дајат Сакам да прашам само дали имаш уште прашања кон нашите гости? Да, за тебе имам. Ајде, значи. повели. А за тебе дали постои вистински маж? Постои вистински маж, не е појавен се уште како што каже и Стеф. Го чекам да се појави, јас го повикувам јавно. Повикуваш камерата јавно, сврти браво. Цело време нонстоп, секоја емисија веќе досадно сум сигурна и на гледачите тоа што ме слушаат, ама да, верувам дека постои, сигурно го чека правото време. Се во свое време. Да, се во свое време. Веројатно Па, треба постои. некои други работи да се наместат предходно, заради тоа не е појавено, но верувам дека ќе се појави. Не, ја Се во мислам животот дека стварам премногу, пресос не, јас за тебе мислам дека не го бараш. Зошто? Сега ќе ти кажам, затоа што ти премногу се вложуваш во твојата кариера, во твојата емисија и се она што може да опстанеш, значи од како ќе изгледа, од спонзорство, од да им доволиш на гостите, а не на твојот приватен живот и на тоа што треба да се оствариш. И секогаш Има вистина. и секогаш гледаш Тоа значи дека треба да споје некој што е многу јак за да го надмине се од тоа. Не, него не Така да треба. ќе биде. Не. Кај луѓето кои што темнеат да ја достигнат кариерата, она Знаеш врвот. што викам ја идеја? Секогаш велат, пукај. чекај. Те молам една идеја. Чекај. Дај
3 месеца одмор, Да. водија ти емисијата, она нека... Јас сум за. И јас сум за Сите сме за. слободно. Мора да се најде детско, се пуштава потрага, тоа е Само тоа. Ти само 3 емисијата месеца. нека- Види. да, нека не Да. трпи, Ама нека Ќе да, поживее да, тебе да, емисијата само и што тоа не е се тоа. сеќава. Победа, Ќе преживее, победа. да, дур, Тоа е тоа. Три месеци ќе преживее. Знаеш кај што ти може и уште толку да ја кренеш емисијата На кога макс. се Знае, кога да. ќе си дојде емсо дечко, емсо емисијата Цвета тип. Леле, Знаеш готово што ќе ништо биде? толку ме избрка од студио назад. Почнува Маја од следна недела да се гледате крај. заедно со неа прашањата, тука нема никаков проблем. Затоа јас ќе им дадам сега подарок. Чекај, Маја почнува, а тебе каде може да те најдат? Тоа треба да знаат. Тогаш ќе бидам малку по Може да излегош во град. Да, повеќе сториња од сториња ќе. И на Инстаграм ќе пишуваш каде си ќе се Така, чекира. така, од сториња ќе знаат. патија во бумат. И затоа што веќе се договоривме Маја да ја преземе мојата улога, јас да одам малку да одморам од нели емисијата, телевизијата и сите работи кои што ме дистанцираат Од приватниот живот. Сакам да ги поздравам тука накратко нашите нови спонзори, односно ресторан Стар Боем, кои што имаат прекрасна локација, кои што имаат прекрасна храна и за тие што постат и за тие што не постат, значи има буквално се од салата, повели сте в 2000 Тинкеле денari поткон. ваучер за тебе. Повели Благодарам. Маја. Поздрав до ресторан Стар Боем. Тука веднаш продолжуваме со салон за убавина Ада Велнес. Ада Велнес имате 6000 денари ваучер, тука има масажа за мажи и има лазерска може епилација за за мажи, масажа, има Ова е се, има се. некои, да. Многу си поштувам ги двата масажи. Сега пред да Улепшавање. Може и негови да го искористам, така? Секако дека да. Дека многу доколку, патува. доколку користите ваучери што не се ваши, е на пола цена. На пола сума, уствари. Продолжуваме со нашите... Да, тоа ти зборам. Он така не е во Скопје. Па дај тоа, да ти Да. Продолжуваме со нашите други поддржувачи, односно Корнелијас. Не знам дали... Иде ги устали лагите. Пробали едно? Па ќе го Кој пробам вкус? после, не знам што. Каков вкус најмногу ви се допаѓа? од малина. Ајде, Има таму од малина? Малина има вишна. Вишна, да, та вишна таман топ. Таман. Еве вака, Корнелијас ви припремија по едно пакетче за дома, повели Тара. Фала ти. Ајде тука јас да ви дадам Благодарам. подарочења, за после тоа да може Благодарам. да се Благодарам. поставуваат прашања без да ни се лутите, нели? Емче, ќе те поканам тебе сега да дојдеш да видиме што има спремено, да видиме какви прашања, Ема најави некои опасни прашања пред да почнеме. Вау. Ајде Емче, повели. Здраво, мои драги гледаци, вашата Емче Кремче тука. Денес во мојот сегмент Мама драма, не знам како ако ќе има драма, но имаме тројца неверојатни гости и три различни перспективи и еден незаборавен изговор. Епа, Изговор. Мама драма и се вика. Мама шоуто, драма, многу е. да. Мама драма. вечерва подготвив неколку интересни прашања. Ајде да се забавуваме, да? Може. Ајде. Почнува со кој? Стефан. Со Стефан. Слободно со Он е мене. интернационален. Ајде. Стефан, дали би избрал да фотографираш познат инфлуенсер без вестини или непознат модел со вестински потенцијал? Па, искрено, низ мојата кариера сум последен многу модели и сум направил светски кариери на одредени девојки, така да второто прашање ми доаѓа природно само по себе. Добро. Дали кави со кавс, разновидните модели на вистина добиват еднакви можности или се само токен избор? Па, искрено се е ствар на вкус, така да curvy моделите обично имаат одредена таргет група на брендови и дизајнери кои работат со такви, но би кажал дека во одредени сегменти дури имаат премногу внимание, бидејќи знам многу моделки кои навистина макотрпно гладуваат со месеци и се на строги спортски режими и диети за да достигнат идеална фигура на модел,
додека некои со такви облини презимаат некои други стандарди и вредности. Така да се тоа каква филозофија и каков вкус има самиот бренд. Јас ги поддржувам и двете страни. А кажи ми, ти како изгледаш, убаво е каде и доодиш секаде. Многу сум благодарен што имам прилика да присуствувам во секакви ресторани, секакви кујни и искрено сакам да пробам. Така да, нели, се лави. Се лави. Океј, ајде се лави. Супер. Имаше ли момент во странство кога си помисли окей, успеав. Успеавме, мама, успеавме. Искрено, наистина, на некои моменти неверојатно сам на себе не си верувам каде се наоѓам и во каква средина. Но можам да кажам дека тие моменти обично се многу кратки и немаш многу време да се фокусираш на тоа, туку мора едноставно да движиш со тоа темпо. Така да, секако имало такви моменти. Сега последно во Холивуд, во Лос Анџелес за време на Оскарите, на Кански фестивал, во Венеција на филмскиот фестивал. Таков момент кој беше многу битен за мене беше фотосесијата со Петра Немцова, супермоделот, кога сликавме на јахтава на Елизабет Тейлор. И едноставно не беше верно дека сликаме на таква локација, на таква јахта, со таква историја и вредности, бла бла бла. Кажи ми, кои се најголемите предизвици кои што ги имаш преземено за некоја фотографија? Например, да си го заврзиш животот, пример. На таа фотосесија со Петра Немцова и со нејзиниот сопруг на јахтава моравме да земеме друго бродче со кој јас ќе ме однесат на средина на морето, за да јас ја доловам таа фотографија оддалеку. И тука во тој момент имаше друг брод кој поминуваше и за малку ќе паднах, нели, лол. Ама тоа не е толку страшно, нели? Кажи ми, дали некогаш имаш одбиено некоја екстра вип јавна личност, само заради тоа што ете пример не ти одговарала карактерно, енергија и било што, или на тие се кјути? Две такви прилики сум бил во такви опции, но мојот професионализам не дозволува да ги спомена, бидејќи се навистина познати личности. И можеби во иднина ќе се оствари таа соработка, но поради многу различна енергија сум мислел дека не е моментот да се оствари соработка. Ти благодарам премногу на одговорите. Емче, имаш други прашања за Стеф или може да го пуштиме? Да му дадеш некој подарок? Подарок сакаш да му дадеш? Извини. Имам 2000 денари ваучари од Аристокрас, најдоброто место во градот. Што ме од тебе дефинитивно најдоброто. Фала ти најмногу. И од Аджико има тука нешто сам што си го побара. Тоа? Тостер. Дискутиравме која знам страна ќе го земе. Мисълот за Маја. Мисълот за Маја. Мисля за Маја, па Маја извини. Да, од тостерот, зашто многу патува и ако никогаш нема за јадење, може да Нека биде и тостерот и миксерот за Маја, јас мора да бегам. Фала ви најмногу на прекрасното друштво и се гледаме во наредна средба, али сега да правиме дружба како што кажа во ресторанот. Ти благодари на тебе парите, да. Можеш. Емчи, stay hard и се гледаме, се слушаме. Полека срце ке стигнеш, не се Улица, кире. имајте убав ден. Очекувам Очекувам да ја видам емисијата со дешавки. Да. Бај, бај. Чао. Мајка, Стефан си отиде, сега е време Емче Кримче да ми постави прашања, малку ги променивме местата, но за да изгледа кадрот нели исполнетував, моравме Емче Кримче да ја седнеме до Тара. Така е. Пашка, погледнете колку е убава, жалосно е да не седне и да не се види тој став. И сега она спремила прашања за мене, од преска ми вели прашањата. Ајде Емче, посамувај Ајде Маја, ајде продолжи, Добро, ајде. Иванче се насмеа, тоа мене ме радува. Така да, нели? Добро. Така може сега очилата да ги извадиш. Сега да ги извадиме, да, па оствари се отиде братот да не. О, фала многу. Така сега да се може да прогледаш. Знаеш како ми дојде ја? Нели? Ама стварно ради него ги стави, Ама вика, знам. морам да имам јас на очари и ти Он стави. беше целиот во Филип Лейн и сега очилата да не ги вади. Со стайлингот нешто му идело минус. И така е, тоа е, светски човек. Моравме да го слушаме светски човек, сега прошетам, викаме, ај ние од тука. Знаеш, така, стави на очари, стави на очари. Сега сме Ама- прави македончини. Сега си отиде Сега подруга, да. Ајде, Емче. Ајде. Ајде Маја. Дали луѓето очекуваат наставничка да изгледа и да се однесува на одреден начини и дали ти го кршиш тој стереотип? Дали луѓето очекуваат вака наставничка
дека сум модел, да сум наставник Да. и дали ги кршам Да, ова стереотипите, да. Види, во денешно време има доста наставници кои што изгледаат многу убаво, не треба да си модел за да изгледаш тоа што си. И кажавме дека убавината на некој начин не доаѓа од изгледот, него најголемата убавина според мене доаѓа од тоа внатрешноста што се носи. Така да јас во наставата сум веќе долго време, веќе 18 години сум наставник. И имаш покането еднаш за првачење да пеам. За првачење да пеам. И може сега пак да дојдеш. Да, баш беше интересно. Така да веќе луѓето ме знаат, значи многу долго сум во наставата, пола живот на некој начин и ги знаат моите квалитети како наставник, меѓутоа не го удирам акцентот на мојата убавина во мојата работа и во образованието. Јас сум како сите останати најнормална, најнормално изгледам, не се двојам од останатите, се двојам по тоа што ме знаат. Маја Глигоровска по останатото не се двојам. Браво. Ајде, дали мајчинството ти го промени животот. На макс. начинот на кој изгледаш на убавината и успехот? Мајчинството ми го промени животот и тоа во многу добра насока. Ме направи да созрам повеќе и да ги гледам и да ги очекувам работите кои што не сум ги ни помислила во животот. Мајчинството е една голема улога во животот што треба да знаеш да се носиш со тоа и да знаеш секогаш да дадеш максимум од себе, затоа што многу неочекувани работи ги има во животот кои што не можеш да ги предвидиш и не знаеш како да постапиш, колку и да сакаш добро да постапиш, некогаш ненамерно нема да постапиш правилно и можеби ти сам ќе сгрешиш. Сега имало ситуации кои што на мојот лик се познавало, дали во моментот поминувам убав период или не поминувам убав период, меѓутоа тоа е дел од животот, како велат секој белек си носи своја тежина и треба да се носиме со тоа, затоа што тоа е еден начин на животот. Се надевам добро Гледаш ли одговор. колку убаво ги одговараш сега прашањата? Џабе предходно притисок само малку ми направи за нешто. А иначе секогаш посака да не ги даде прашањата. Никако не сакам. Дај Ама во знам кој... колку убаво можеш да збориш и џабе ми ги бараш прашањата, секогаш поубаво одговараш кога не ги знаеш. Точно и се И нареден пат кога ќе се договориме нема. Да, меѓутоа последниве 2 години кога гостувам во луѓето кога често сум гостувала зашто долго време сум во медиумот, никогаш навистина не сум ги барала прашањата и сум се надоврзувала, слободно сум давала одговори, меѓутоа некако темпото и начинот на живот, знаете како велат, мали деца, мали проблеми, големи деца, големи проблеми. Ноќите ти се претвараат во бурни ноќи, затоа што го пратиш каде е, со кого е, со што е. Наутро стануваш си одговорен наставник и концентрацијата ти треба да ти работи на многу повисоко ниво, а ти не можеш на моменти затоа што нели максимум си посветен и дома и во училиште. Од тој аспект последните година дена или години и пол знам кога гостувам негдека искрена да бидам прашањава ти ми ги прати пред половина час, додека ве чекав да дојдете чисто онака викам во кој контекст ќе оди, дали ќе оди на забавно, на поозбилно, во затоа. А како се справуваш со денови кога не чувствуваш самоуверено? Види, во принцип ја премногу сум самоуверена и многу работам на себе, но благодарение на таа самодоверба и тој мир во мене што го носам, постојат луѓе кои што ми даваат поддршка и кои што ме сакаат. Постои мој духовник кој што секогаш знае да е до мене, ми го дава тој мир и спокој во мојата душа и токму поради тоа можам и да функционирам и да бидам тоа што сум јас. Инаку не би можел. Секоја честно одговорите, јас ќе ти кажам. Ти благодарам. Браво им че и тебе за прашањата.
Фала многу Чекај, и сега, вам. Ама ова дали- до сега не беа некако прашања Ама страшни, да, да не јас се сам за мене тоа сакам спремни. истото. Сега Не. Супер, Јас сега супер, сакам да супер, прашам продолжи нешто. овака. Уна мама драма, требаше тука драма. Продолжи, ако, овака нека се продолжи. Теми се разборувавме. Ако барем нешто убаво слушнавме, не мора све да е Така е, супер, така е. продолжи. Ова си ги смеривме улогите. Да. Ајде сега, Александар, спремни? Отвори искончик. Дали артистите се подобри љубовници или полоши? Па не Јас би стварно рекол. мислам дека врска со Не би рекол, артистите секој може да биде добар љубовник. Не мора да е артист или уметник. Може да е готвач, може да е што и да е, камерман, па да е добар љубовник. Така да Любовникот доаѓа само од себе, Да, не тоа од или го имаш или го немаш, Тоа според мене. што Тоа го не- работиш или од која професија си. Да. Да се надврзам, да Така. му помогнам ја како настани. само јас еве би кажал што повеќе се фокусираш додека водиш љубов, може да бидеш подобар. Да не точно. биде тоа ради реда, така, како Тоа. што некои луѓе го прават. Точно. Дали луѓето некогаш ти кажале дека си успеал само поради презимето? Па не, ама ми кажале дека како не ти е полесно тебе, али во предност дека има некои колеги ми кажале, ти си многу во предност дека презимето ти е веќе е познато и звучно. Али јас се трудам максимално, се што сум направил до сега сум го направил со мој труд, така да тоа е тоа. Он има доста квалитети и се докажал и Да. покажал Апсолутно. во Да. неговата професија, така да името може само да му е Презимето. презимето Презимето. може Да. само да му е Да. како една Дополнително. дополнително леснување. Така е. Дали баликанската музичка сцена копира трендови наместо да создава свој? Од секогаш имало не само на Балканот, сегде во светот луѓе кои што го бркаат трендот и луѓе уметници, мислам, кои што си работат темелно и си го пратат својот талент, мислам, тоа што сакаат они да го кажат во јавност. И мислам дека самите песни и музиката која што ја твориме зборува за нас, дали сме работеле површно, јас би рекол, за тие да ги бркаме тие трендови кои што тие песни би траеле според мене само додека е трендот присутен, а подобро е да работиме малце потемелно, бидејќи тоа што е вистинската музика никогаш не е како да кажам демоде. Да, Роберт Билбилов, која беше тука кај нас во емисија, вика вака, за една песна да се знае дали е добра или не, мора да помине време. Ти не можеш да процениш после, да, како да кажам, ако сега има многу гледаности, дека тоа ќе трае. За добра музика треба да помине време. После време се одредува дали нешто е добро или не. Така е, публиката е тука да каже нешто што е добро. Ние можеме се да ни се допаѓа нас во студио додека работиме, али не секоја песна секогаш ќе допре и до публиката. Тоа зависи од многу фактори, момент, колку на кое радио се пуштила песната, колку ја пуштаат радијата, колку луѓе ја пеат, се соживеале, кои се пронашол во некоја дали во текст, дали во мелодија, зашто некојаш и мелодијата ти прави некој убаво чувство, а не знаеш зашто тоа ти се случува. Тоа се добри фреквенции, добри вибрации. Јас лично се трудам кога ќе направам песна и фреквенцијата да и биде добра, значи на некој да му причинува задоволство и да биде темелен текстот, да сакам да кажам некоја добра приказна. Мислам да може некој да се пронајде, да ја доживее песната. Само ако ја доживеат песната ќе живее. Ако е нешто вау, колку да помине, тоа ќе биде само површно и ќе ја забораат за 3 месеци. Маја, тука сакам да те прашам нешто јас тебе. Дали минатата емисија те прашам дали сакаш да бидеш жена на функција? Сега ќе те прашам дали сакаш да бидеш пеачка? Многу. На вистина? Стварно? Секогаш кога има некоја забава, нели, од затворен тип зборувам и сега пеач кој што е викнат за и викам како не сум пеачка, колку сакам да бидам пеачка, мислам знам да земам микрофон, ама реално
Не ме бива за Да не сакаш да пеење. се пробаш тука да те Не, слушнеме не вака. ме бива за јавно. пеење. Не ме бива за. Не, Не може за една, 7 една. Ама Само многу една. сакам да сум Само пејач. една. Искрено мене нели не знам, може знаете, ми е братучет Маријан Стојановски. Викам како нема, викам на него, викам никоја така жичка па да можам да запеам. И сега пејачка ќе бев на овие години. Ние ке бевме танчерки со Емче во позадина. Многу Па сакам јас да ќе пеам, биде- да. Многу Да. сакам. Ама не е секој за се надарен, нели, не може, Сакам немаш да глас. Сакам да ве прашам за ваше мислење. Што мислите, кои луѓе пример се подобри? Оние кои што молчат или оние кои што гласно се кажуваат? Што мислат, се малку подиректни? Јас мислам дека тие што се подиректни се подобри според мене луѓе, зашто тие што многу молчат може и нешто да ти науми. Така си планираат и во право време знаат само да ти направат некоја Ујдурма. да. Тар Па збор јас употреби. би рекла зависи. Мислам дека паметните, зашто тие знаат кога треба да молчат, а кога треба да Па пак е зборуваат. сумисла. Сепак Така мудростта, е, да, ама она збори за мудростта, подобри, поотворени луѓе се тие што зборат. Тоест и да ти вика ќе ти каже се, ама не ти мисли лошо, Да, знаеш. Ама види, не е А така, тие- никогаш тој што молчи знае кога треба да молчи. Не Тоа е секогаш во точно, тоа е дадени точно. моменти Тоа е ти веќе- треба да тоа е збориш. веќе мудрост, Затоа да, и со тоа велиме се слагам. дека мудростта преовлада. Така е. Али има и од тие што молчат Има на нешто премногу, ме изненади. тие што молчат премногу, па има и многу и лошо. Јас се согласувам со Тарабунов апсолутно. Да, ама и незиното не е погрешно. Да, валидно е, но збориме сега тука Зашто има да, некој ќе ти мисли добро и ќе премолчи во даден момент, ама ќе ти го каже кога треба. Би ризикувале ли се за кариера или љубов? Зашто би ризикувале се? Па еве ќе дадам Нема текнуваш. Вредно. О, да, да. Тоа сакам да кажам, ова е умешност. Знаеш, кога не ти текна одно одговор, Не, веќе мене дадам ми на вред- текнува. Јас сум за Види, љубов секогаш. Да, Така да за љубов и кариера е пролазни се Вистинските тие. вредности Така не е. треба да се избира. Значи, апсолутно Љубовта треба е да имаш вистинска вредност, поддршка. И љубовта и кариерата треба да се заемно и за да успеш во животот не треба да бираш, него да имаш максимална поддршка. Точно, ама за љубов некогаш можеш и животот да го дадеш, а за кариера да го даваш животот, мислам дека тоа не е Па според мене зависи, правилно. човече, не знам, и јас тука не знам што би кажала. Зошто кариерата не е баш она вистинска вредност, тоа е Кариерата не може да те прегрне навечер кога ќе си легнеш, точно, така? да. Ама добро, а све љубовта си е има- се. Без љубов, Што е се? Универзумов не Ти може да имаш функционира. љубов у моментов. да, имам љубов кон многу работи. Ама е кон работата. Не е кон работата, имам кон многу работи. Кон готвењето, точно, Да. да, ете, тука можам да споменам за готвењето. Но, Да. што му припреми Емчети на Александар подарокот да Джико сега да видам? Еве го. Да. А ти го даде веќе? Не, тоа е на миксерот. Маја. Не. Не. Ова Да, или? ама миксеров на Маја? овој Ова- дупли за Ова? тирамису. Миксерот за... Миксеров имаме да миксер, али овој миксер. супер ќе ми дојде. А што е сега за мене, што е за тебе? Што сакаше за тебе? Дамите бира, Ја и ти имаме по еден миксер, А се Еф има тостер. тостер, да. Али миксеров е супер за тирамису. Во последно време ми е хит, тоа почнав да го правам и пример да би можел сега да бираш, да живееш на некое луксузно место само со некои твои пријатели од твојот музички свет, или да живееш на некое помирно место во природа со малку луѓе и да можеш да си готвиш и да си правиш убави јадења. Што би одбрал? Пази, на едното место имаш кариера и музиката ти е таму, а тука нема музика, тука има добро и само... таму и со луѓето. Со кариерава можам и таму да си готвам. Апсолутно. Така да Значи тоа го бираш, а? Па, А, ве сите сме тоа. повеќе за луксуз. во реално музичи. јас сакам да бидам помеѓу луѓе, сакам и природа, не е дека не сакам природа, ама не можам така скроз да се изолирам, да отидам негде во планина и да чувам. Мислам, не сум пробал. Може би да пробаш Што да чуваш? Да чуваш кокошки, овци, кози. Али... Ти се пронедеш и таму, ама неколку дена за да најдеш мир и спокој во душа. сакам јас, така е. сакам И така да си потоа отидам во сакаш да се планина. вратиш во реалноста, Да, да си ја цивилизирано доработиш место ми е што тоа си што доработиш и да си уживаш. Точно, да. А и тука можам да си готвам. Се готвам максимално. Да не кажам скоро секој ден спремам некои добри работи. Требаше да донесеш, а не да зборуваш. Јас спремам. Па така е, Требаше добро. да донесеш, да дека ми кажеш го- пробајте. ми го почна пове- тоа прашање, Да, затоа. нели? Па добро, тоа некако така ми се поклопи сега. Да. Сега мислам што разговорот со готвиш и ми се миксерот. пријаде.
Да. Не е убаво Ајде така уште сега малку со- Затоа имаш ваучер во Ете така, Да, точно, од Стар тука- Боем, од тука во ресторант Стар Боем Од идеш. тука директно сите во кафана, а во меѓувреме сладко засладување од Корнелијас на маса се имаме. Така е, има. така Се имаме се полна сложило. куќа. Чекам емисијата да Еве заврши сега и за да Емче ќе даде плюс уште некој ваучер. Ајде, Емче, ајде. Имам 2000 ваучер од Аристократ кафе, најдоброто место. Да, Фала супер ти, се Емче, аристократ. велим. Повелете. Да, одлични се аристократ. Да ве прашам сега Супер, вака. многу добро видов од Емче вчера на Инстаграм, кај што песната Абре Чичо стар си нема Ајде фајде. стани Емче, дај Како барем ја ти да направи видиме. песнава, изгледаше, значи песната си е таа. Ама она некако почна да ја игра у R&B нешто момент, ја направи модерна песнава. Значи викам секоја че си искоментирав на Инстаграм, Браво, викам браво Емче. Браво, Виж како ја Емче. изигра, мислиш Махмут Орхан пушта музика Чекај во да ја позадина. видам. Може ли? Она Не, така си ја дали изигра. може тука во Ајде, живот да ајде, видиме тоа? ајде, Емче, Емче. може ли? Ајде. Давај Чичо, давај Чичо, една банка поголема Чичо, те ти играм. Многу јака, значи стварно ми го вчера бе. Играм. Секоја чест. Си ја прави, браво. Ма браво Емче. Браво, Емче. Секоја Браво, чест. Емче, секоја чест. Затоа, Браво. Позитива е, убаво се кажа. позитива. На вистина скроз. си позитивна и Много е, секогаш да златна е, останеш златна. ваква, златна, позитивна, одлична. Ајде, Чичо, нека е само за убаво. Ајде. Кажете ми вие сега што, ете, кон што се спремите, еве, Тарабунов, ти, Работам на една многу, мислам, би рекол, најдинамична песна што треба да излезе лето, каде што тоа ќе биде Браво. и ќе има регетон во музиката, ќе има салса. сам? Значи и Емче Да. ќе биде во спотот. Па да, и Емче сигурно 100%, Сите да. ја вие. 100%. Падна Ау, договор. 100%. Падна договор. Ќе има многу луѓе во спотот, ама и Емче ќе биде Обавезно 100%, Емче. да. Маја, Зошто 30% цела песна ќе имаш биде од забава и ќе биде многу јако. Топ. Гледаш дека ништо не е Гледам, случајно. гледаш. Сме направили. Ама ја да не бев ништо. 30% за Маја. искрено И барав лик како 20 за Емче мене, скроз. што Ет. сме се споиле. Ете. Супер Емче, супер. Како и да, направивме една убава спојка. Маја, јас ти посакувам да останеш еве вака ведра, позитивна, дури ти Чекај да тогаш си кога запишам, пример јас дека можеби, стварно ако да ќе- запишеш. Ти тогаш кога мислиш дека можеби ти е нај, не знам, тежок период или дека не ти оди во животот, ти тогаш цветаш, девојко. Еве, стварно Дај ти го бе, кажам. што да кажам, затоа сите што имаме така некакви- изгледаш убаво. Да, сите имаме некакви моменти, како што кажавме, животот не е Инстаграм, сите ги надминуваме тие Така е. моменти, со самоувереност, со мир и спокој во душата, се надевам дека навистина позитивно влијам на луѓето околу мене и на тие до мене, зашто искрено сакам сите да се осеќаат убаво до мене И тоа го ти правиш. благодарам на оваа прекрасна покана во емисијата и на ова прекрасно дружење, иако цело време велеше, не знам каква ќе емисија, не знам како, Стефо отиде, светлото не работи, снимател нема, ја викам, Ивана, ова ќе биде најубавата најдобра емисија. И ќе емисија, видите, да. драги гледачи, ова ќе биде најубавата емисија. А јас ти посакувам само убавени да те следат во животот и Дај, од тука како ќе излезеш од студиото, понатака да ти тече се како мед, убавина само. На Дај вистина Боже, те ја го велам посакувам. сите И на тоа. мене, така? На тебе секако Исто, сега ќе се свртев кон тебе да ти посакам само успешни проекти. Следен пат кога ќе ни дојдеш уште порасположен, ќе менјаме и гости ако треба. Не знам, можда Стеф тука нешто ти направи Не, проблем супер. во комуникација, не знам Не, јас. супер гости се, супер. ама види се гледа дека до наутро работел на новата песна и исцрпен е денеска и сигурно во опера и балет имале некој проблем може тамо. Не сум исцрпен, Да, ама не. не на лик исцрпен, Не, него јас го гласот познавам, е. мислам дека мудот кога ќе му се смени, него тераш да прави нешто Да. што не сака, Па толку да, крај. така е, да. Да, готово. Емче, јас ти посакувам ти да си останеш вака лудо позитивна со мене тука во емисија. Јас и ти ќе си продолжиме да водиме, ти давам ракичка, така Емче ќе ми го разубави спотот. Гледаш ли? така, направо Гледаш договор ли? за Браво, спот и браво. баш ми е драго. Македонија се гледаме следна недела 19:30 часот. До тогаш останете во добро расположение. Чао, чао. 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 Денес во вашата Нашата. Во нашата, не во вашата. Снимај. Чекај, малку ми падна во градите. Ајде. Ама го нема магнетчето. Магнет. Што направија сега?
Абе, што е ова пушти изгасни? Нели го изгаснавте? Ама не, исклучи го од штек, сигурно има штек негде. Мој живот е дал се жив. Живот е дал си жив, бе. Јас сум тука. Се изгаси екранот. Абе, леле, Аца го изгаси екранот. Аце. Ох, леле. Амачко, Не е до мене да одам побрзо, тука како што договорот беше. не деконцентрирај се водителката и мене, и не мене таман атмосферата се опушти. Ајде, мачко. Да не ти Ама пипнам он едно многу чоколада. брза и да, и мене кога ме брза, некој и мене ме прави притисок и кјути не ме да почнам и јас Биби, брзо не е до мене. Ајде сите така да водиме цела емисија, така збориме и сега, знаеш, како се 5 минути. за Да, мене. може. Тивка вода. Брек нерони. Тивка е мирна е. Тивка мирна е. вода, брек нерони, така што апсолутно се согласувам со Не, ова што баш ти го кажа, нели е мирната така? вода рони брек, зашто помалце го А, што кажав се? Ај уште еднаш. брегот го Па рони. ти кажи го, не ми не. Цел брек може да се рони, помалце го чепка. Тивка вода? Спасен, дали имаш ти видено ваква Мирна емисија? вода. Мирна вода вода. рони брек, така е. Тивка вода, брек рони. Најдобра емисија ќе излезе. Не може. Иван, пушти камера сега јас да кажам. Не, мирна вода. Мирна вода. Мирна вода, брек. Рони брек. Ваква емисија не може се. Како е сега? Како е сега? Ајде те работи. Мирна река, рони брек. Ама знаеш што, вака кога се смееш, многу си поубава. И ќе видиш дека оваа емисија најубава ќе излезе. Знаеш како јас сакам кога се смеам природно и од срце, тогаш апсолутно верувам дека сум убава. А кога се смеам од што морам, Тога си мирна река, рони брек. Така бе, тоа е, да, тоа е твој, точно. Леле, па ни поклоните не ги дали како што треба. Ајде, Не, ја бе, постер некам, не ја дам постер. Не, Дај јас го ќе на му ги мај. однесам, не се секирај.